Прогонувани од својата матична земја, измачувани во минатото, рефлект на денешницата, ромите имаат најкраток век од европските народи, поради нивната сиромаштија, често пати владе и кај нив дискриминацијата и предрасудите. Ромите од секогаш стануваат лојални на својата матична држава, таму каде што живеат. Тие никогаш не војувале, нити сакаат да војуваат против некого. Ромите од секогаш биле миролюбив народ. Благодарение на плурализмот во ова општество, ромите стануваат од ден на ден све поуспешни и поуспешни, со тоа што го заземаат патот на успехот, спроведувајќи го преку образовниот процес. Тие денес во нашата држава, а и во другите европски држави, стануваат пратеници, стануваат министри, стануваат советници на кабинети, стануваат на високи и завидни позиции. Токму затоа и оваа емисија е посветена на високо образованите роми. Ние со оваа емисија сакаме да прикажеме на сите вас и да ви дадеме мотив да бидете и вие дел како овие високо образовани роми. Токму овие млади лица се пример и мотив за идните генерации, особено од ромската припадност. Токму тие ги фаќаме денеска во нашите емисии и ќе разговараме за нивната страна од животот од сосема друг агол. Ве покануваме да гледате емисијата Сторија на успешните роми. Поштовани гледачи, како што и самите можете да забележите, се редат на вистина голем број на високо образовани роми. Денес таа чест ја имам со една исто така високо образована ромка, која што сите роми впрочем и ја знаат. Таа е дипломиран социјален работник, инаку е магистер по социолошки науки, а е познато по тоа што најмногу доделуваше стипендии на ромите. Айсел Амет. Ви благодарам многу на поканата и на комодитетот што го нудите. Одлична идеја, честитки за вашата емисија. Јас од се срце ви благодарам за тоа што на овој начин успевате да не представувате и нас, и од друга страна заедницата да не запознае, да бидеме поблиску и до заедницата, а и ете, да се видиме. Така. Како што и самите знаете, емисијата е опуштена, така да ви предлагам слободно опуштено да се чувствувате. И во нашето импровизирано студио се разбира и околу... одлично, мене многу ми се допаѓа атмосферата, така да супер. Благодарам. Ајсела, ајде да започнеме од почетокот на твојот живот. Од каде сте родени? Малку за вашите родители, дали имате браќа, сестри? Малку околу тоа за да го почнеме. Родена во Скопје, моите се исто така од Скопје. Ако веќе зборуваме и за диалектите на кои јас припаѓам на ковачкиот, инаку исто така и татко ми, мајка ми се ковачи. Занаетите кои што они во тоа време ги работели биле препознатливи, бил ковачкиот занает. Иако татко ми има завршено средно образование, потоа запишува педагошки факултет, мајка ми била домаќинка и се грижала за, ја имала најценетата, најтешката работа, да се грижала за нас, за мене и за мојот помлад брат, кој што е помлад од мене 2 години. И воедно да не спреми, подготвува за се она, заедно со мојот татко, за се она што не очекува понатаму во нашиот живот, односно до она каде што денес стигнавме и јас и мојот брат. Дали се сеќавате на некои моменти од вашето детство, да речам, да ви прераскаже вашата мајка или вашиот татко, каква бевте, дали бевте палава, дали бевте мирна во тоа време? По муабетите со моите, по нивните раскажувања и ситуации и среќавања вака кога сме во друштво со пријатели, познаници, роднини, вела дека јас не сум била палава, дека сум била мирна умна, но како викаат мирни тивки, но може да бидат и како викаат она мирна Потивка, како беше потивка вода, нешто така. Нешто нели брег руши, како и да е. Но од друга страна и моето име во суштина значи тивок ветар.
така? Да, Ајсел значи ти во месече сум знала, ветер, ето. да, инаку турско име, нели најчесто во тоа време имињата ни биле дадени по тоа што нели Така, 5 века турско робство и така натаму. Така бевме и поблиски нели со тој народ. Сега има и кратки имиња многу, нели интернационални, така, странски имиња и така натаму, но по тоа што ви кажувам да се навратиме на прашањето, по разговорите и раскажувањата на моите родители, јас бев мирно дете кое што сакало да има све средено, наредено по ред. Ништо да не одскокнува. Не сакав многу да делам работи со други, ама не сакав ни да земам од други. Сега, од оваа дистанца гледано, земам тоа што сакам да земам, не се. Така? Да. Со вашиот брат, дали се слагавте во детството? Имаше периоди од нашиот живот кога ние сме 2 години разлика, кога се каравме постојано, се тепавме дури, но од друга страна мојата мајка и татко беа тука цело време да не подучува, да не искара ако треба, за тоа нели да бидеме колегијални при делење на некои работи. Но потоа кога пораснавме, почнавме дури заедно да излегуваме. Така да бевме во заедничко друштво. И тоа ми е многу гордо вака кога ќе го споделам и кога го кажам, а и прв пат вака јавно нели да споделуваме приватни работи, така што мирна тивка, поповлечена, но во одредени ситуации комуникативна. Еве малку да се задржиме околу вашиот брат, бидејќи нели ве знам како семејство, знам дека вашиот брат исто така е со високо образование, Да, тој е дипломиран инженер за преработка на прехранбени продукти. Да. Така. Значи вашето семејство нели налагаше да еве вашиот татко и вашата мајка налагаше нивните деца да бидат навистина со високо образование. Да. Инсистираа со тоа што оставаа на наша желба и волја. Кога учевме основно образование, завршивме ние живеевме помеѓу двете маала, двете чешми, горното маало, познато како од Дуј чешме, и другото маало спротивно, како беше Маџури. Маџурите. Така. А вие сте некаде кај измеѓу сме ние, пластичарите. да. Инаку тој реон тука Дуќанџик, старото мало беше, како да ви кажам, мултиетничко, каде што растевме сите заедно, делевме се. И училиштето Јане Сандански основното, исто во тоа време се викаше Јане Сандански, сега е сменато името. Учевме сите заедно и бевме како едно семејство. И ми текнува дека забавиште таму, во рамки на училиштето имаше и забавиште. Во забавиште со учителката Велика, кога ќе ми текне каков авторитет беше таа и како не учеше на културни воспитни работи кои што ете и до денес ни служат. Иако јас бев многу мала тогаш, 6 години имав, така што сето тоа многу помогна, влијаеше. Мајка ми многу соработуваше со неа, така што беше во постојана комуникација со неа, надгледуваше се како следи мојот напредок во текот на забавиште, за да можам да продолжам во истото училиште во основно образование. Веќе го кажавте моето прашање, ајде да се навратиме на тие први чекори во основното образование. Се запишувате во основно образование, влегувате во една сосема друга средина, нови другарчиња, така, нови наставници или учители во тоа време. Така. Како се чувствувате? Вие сте ромка, сепак влегувате во мултинационална средина. Дали имавте некој резерва на страв или нешто? Мајка ми велеше дека скептицизам? сакав да бидам меѓу првите. Така. Како карактер нели повлечена, реков мирна, но меѓу првите така суптилно, тивко, без да навредам, повредам некого, со тоа што ќе можам да си остварам тоа што си сакаме, те уште и како од мала. Така. Верна другарка имав од забавиште, со неа тргнавме и заедно во училиште, па тоа беше седење во прва клупа, па не сме никој друг, па председател, па благајник, па сите функции што можеше да ги има во текот на основното образование, како титула, звање, во рамки на оделението. Па да ви кажам искрено да, со тоа што учителката во тоа време, Емилија се викаше учителката,
така проценила дека јас тоа можам да го направам, да бидам председателка на оделението. И јас искрено да ви кажам, бев горда на тоа. Иако во тоа време, знаете, не размислувате за дискриминација, не размислувате за различности, не размислувате за повредување, затоа што знаете како ние растевме во време и средина кога децата се невини суштества и не може да навредат некого ако од дома не се каже за сите оние разлики со кои што и сега се соочуваме. Така што моето детство во основното образование беше вклучително во сите оние приредби, патронати, представи, рецитали, секции во тоа време постоеа. Во себе активно вклучена и многу се гордеев кога ќе ми дадат некаков текст да прочитам, да бидам водителка, да водам патронат, приредба, нели? Или некоја драматизација имавме, па тогаш бевме сите заедно исто дотерани, па таа фама околу облекувањето, па мајките се договара и така натаму, али сето тоа беше убаво и така кога ќе го видам сето тоа ми буди убави чувства, убави спомени. Се сеќавате ли кој предмет најмногу го сакавте во основното образование? Јас сакав се, не се определував за едно. Не можев да кажам дека сакам многу само македонски јазик или не знам, понатаму нели географија, историја. Сакав се. Све ми беше интересно, но не пројавував да речеме нешто особено така желба за еден предмет. Математиката исто така ми беше како предмет една од омилените, иако нели тука со сите тие задачи кои што следува предизвики така натаму, но од друга страна поддршката што ја имав од моите родители беше многу голема и многу значајна за сите предизвици со кои јас се соочував во тој период во основното образование беа многу лесни. Дури јас, еве и од оваа дистанца сега, јас не можам да кажам дека имав проблеми. Не можам да кажам дека се соочував со некакви сето тоа беа, дури да беа проблеми, беа детски игри, детски проблеми, детски закачки. Сето тоа беше сега ќе се караме, но за 5 минути ќе се смириме. Дури да траеше караницата, да речеме еден цел ден, знаевме после тоа одма да се смириме кога доаѓа екскурзиите, па тоа беше како да ви кажам, уживање просто, да. Се сеќавате, ве навративме на многу. Како не, тоа се убави времиња, да. Добри времиња. Ајде да проговориме малку околу ова време и вашите родители. Рековте вашите родители, мајка ви домакинка, вашиот татко работел, претпоставувам, во некоја фабрика или? Татко ми работел во позната во тоа време металски завод Тито. Да. Тогаш беше ептен позната, нели, и меѓу најдобрите во тоа време. Согласно неговото средно образование, таму и бил вработен, покажувал одлични резултати на неговото работно место, па дури имал и позиција која што понатаму била, нели, благодарение на неговиот успех и на неговото знаење кој што он таму го покажувал, бил еден од главните, иако бил единствен, помеѓу единствените роми во тоа време. Иако да ви кажам искрено, можеби тогаш имаше и повеќе можности за такви државна работа, речено, нели? Сега еве живееме во поинакво време, приватниот сектор е достапен и сето и се останато, нели, во општеството што се нуди, но од друга страна комодитетот кој што го живееше татко ми, имаше пријатели многу македонци, турци, албанци, власи, да не изоставам некого, со сите се дружевме, тие ни доаѓа на сите наши празници, кои што ги прославувавме, но од друга страна и ние идевме кај нив. Мене ми текнува на Чичко Јоцо, на Чичко Златко. Една од нивните сопруги работеше во Европа, па вие не може да замислите кога доаѓа на гости за празник со подароци. Па да. Тоа беше во тоа време Европа, мислам. Како не, сето тоа беше убаво, сите тие дружби, неформални, формални. Сега интересен момент е што татко ми имаше и хоби. Свирењето на инструмент, гитара. И сето тоа пак имаше уште една друга
форма во начинот на живот, она опуштено. Кога ќе се соберете сите заедно на вечера, ручек, што и да е, седенка некоја, па тогаш кога ќе почне да засвири нешто и кога ќе се опуштите и кога сите ќе запеат, па тоа нели е убаво. Тоа е најубаво, јас мислам дека. Јас мислам дека баш токму тоа можеби влијаеше во вашата домашна атмосфера. Нели работите да се случуваат малку поинаку од она класично ромско семејство? Па добро, ние живеевме во заедница. Мене ми текнува дека дворот го делевме со чичковците, со останатите мои братучеди. Голем бројот на моите братучеди и братучетки беше голем. Сега за жал сите се надворот одржавава, поголемиот дел од нив. И може да замислите тоа кога беа празници, собиранки, кога ќе се распославме сите заедно, па тоа беше уживање просто. И еве сега, најчесто во летниот период, пробуваме да се собереме, не ни иде затоа што не можеме никој пат сите 100% да се собереме, но убави се тие сеќавања, да, и убаво е кога ќе ви текне дека имате многу луѓе околу вас. Вие потекнувате од едно ковачко семејство. Знам дека имавте и дуќан во старата Скопска чаршија. Така, да, Ковачката улица. Така? Да. Тој дуќан е дуќан на мојот прадедо, да. Можеби и чукун дедо може да каже. Да. Затоа што баш тој дуќан го представуваше и целото семејство, па и целата фамилија. Па добро, да, во тоа време, еве и како група која што припаѓа на ковачите, знаете, во тоа време и еснав и па на сречаршија, во центарот на градот, дуќан, и од страната на мајка ми биле ковачи и они имале, значи, они беа на таа Ковачка улица, каде што почнува веќе, нели понатаму Златарската улица. Од едната страна беше прадедото на мајка ми, а од спротивната прадедото на татко ми. Така да, они тука пораснаа во чаршија, татко ми исто така идеше во дуќанот. Се занимаваше исто? Сите, апсолутно, сите негови браќа беа исто така работници во дуќанот и мислам дека дуќанот ги научи на многу големи вредности во животот, за тоа како да се цениш себе си, како да го цениш денарот, како да го цениш секој вложен труд во себе и како од друга страна да се заштитиш од сето тоа што понатаму следува во животот. Јас сум горда на сите мои чичковци, иако вака кога ќе се спомене ковачкиот занает е прљав занает, затоа што нели се работи, се кова железото, се подгреба, многу чесен е. Многу чесен занает и од друга страна тоа биле се уште нели меѓу нив остана до душа највозрастниот, најстариот чичко почина. Вака сега кога ќе ми текне пробудува некои тажни моменти кај мене, но навистина чесни и извонредни луѓе. Сега истото тоа се обидува занаетот да го задржи малку и вашиот брат. Колку што можам да забележам по социјалните мрежи, пушта така понека фотографии. Он се обидува, татко ми е тука, му помага. Не е тоа, но од друга страна е убаво пак што може нешто ете и од време на време што се вика да го прави тоа што нели нашите предци го правеа. Ако ништо друго да сочува традицијата. А и села, вие завршувате средно образование, каде и зошто се запишувате во тоа средно образование? После 8 оделение, тогаш постоеше нели 8-летка, разговаравме дома со моите родители што правиме понатаму. И договорот беше дека јас ќе се запишувам во средното медицинско училиште Панче Караѓозов. И во тоа време не постоеа квоти, не постоеше ништо, голем број заинтересирани деца имаше што сакаа да се запишуваат таму, па вие не знаете, тоа беше месец дена таму, после славењето на полуматурата и сето тоа, подготовки, учење, полагавме и приемни испити, но во тоа време имаше некои чудни околности во земјава, па не стигнувавме лесно до луѓето со кои, например, можеме лесно денес да стапиме во контакт. Тогаш беше малку и поинаку. Имаше некоја дистанца? Па и дистанца и не знам како да го објаснам тоа. Имаше ли тогаш да речам еве, вие се запишувате ромка сте, влегувате во едно навистина ценето високо? Па не успеав, јас не успеав, за жал не успеав да се запишам таму.
Но мојот татко и мојата мајка повторно, знаете, се обидуваа максимално, но од друга страна седнавме, разговаравме отворено. Доколку не успееме, што мислиш дека ти можеш да правиш и сакаш да правиш. Јас не се откажував, мислам, не ни планирав да се откажам и решивме во тоа време да не го изгубиме ни рокот, ни сите можности што се нудеа во тоа време. Од медицина да се запишам во економско училиште. Знаете ли зашто не се запишавте во медицина? Имате ли некои ваши знаете како мислења ние тогаш и вака време? во меѓувреме кога разговаравме со сите во околината, меѓу нас децата, вака од други постари, повозрасни што слушавме, па ти додека си учела, таму си повторувала биологија и хемија, некој друг играл кошарка, па полагал, го положил тестот и такви некои муавети, да. Така што јас бев одлична, бев со просек 5.00 во тоа време, но не успеавме да го ствариме контактот така како што се барало можеби тоа време. Според вашиот разговор и според разговорот на ваши колеги кои што ми беа гости, претпоставувам дека во тоа време, значи сега под наводници нека биде се тоа, сигурно имало некои предрасуди помеѓу роми кои што... не постоеше квота, не постоја вакви олеснителни мерки, околности какви што сега постојат. Ние во тоа време имавме многу малку роми кои што беа вработени во државните институции, кои што беа влијателни и значајни за нас ромите. Така што мене тоа не ме обесхрабруваше, ниту моите родители, напротив, јас реков да ќе продолжам понатаму, се запишав во Средното економско училиште Арсенија Јовков. И тука рековме, се договоривме, затоа што тогаш постоеше, нели, како и сега државна матура, но критериум беше ако сте одлични, нема да полагате државна матура. И замислете, јас со амбиција да се запишам во средно медицина, со сите тие предмети таму кои што се изучуваа, овде беа сосема различни математика, економија, маркетинг, менеджмент, бизнис и така натаму. Јас тогаш, иако полна со предизвици во сета таа нова средина, покомфорна е во основно за разлика во средно, со сите наставници и така натаму. Идете во друга населба, идете на друго место и сето што се нудеше во тој период, јас решив и бев сигурна дека ќе бидам со сите петки, за да не ја полагам таа државна матура. Така што тоа го направив. Успеа. Завршив со сите петки, да. И не ја полагав државната матура и додека сите после учеа, јас не учев ништо. Ајде тука предлагам да направиме една кратка пауза, па повторно да се вратиме во студиото. Vesteme gelu, tariraki yamelu. Şuje biya vesteme gelu, tariraki yamelu. Tariraki yamelu, ebrasame kyogu. Tariraki yamelu, ebrasame kyogu. Сине бучужи, шужи сарјеклу нуди. И бори сине бучужи, шужи сарјеклу нуди. Оджа мутро бутlačo emba šavno. Ođa mutro butlačo emba šavno. Vesteme gelu, tariraki yamelu. Şuje biya vesteme gelu, tariraki yamelu. Tariraki yamelu, ebrasa
rasame kyogu Tarirakia me pilu Ebo rasame kyogu Поштовани гледачи, повторно се враќаме во студиото, како што веќе забележавте, со нас е Ајсела Амет. Ајсела, да продолжиме со нашиот разговор. Застанавме во средното образование. Така да. Кажете ми, ете, дали се сеќавате на тие средношколски моменти, дружења, нели, наставници, имавте ли Така. некои, ајде да не кажам пак повторно предрасуди, меѓутоа нели малку одбојност од професори, да мислите дека ете заслуживте за петка па ви даде тројка или четврка, нешто во таков смисол? Директно од професорите во тоа време не, но од моите соученици. Ние бевме во класот, бевме, ако добро се сеќавам, 4 роми, 3 девојчиња и 1 момче. И во тоа време, во таа средина, малку поинаку не гледа, затоа што ние сите бевме добри ученици, односно одлични, и сите се трудевме, и сите се сега успешни, сите се некаде. Така што тој еден другар, еве сега прилика да го спомнам. Баш да го спомниме. Тој еден другар кој што така го користеше грдиот збор. Мене ми е жал што од дома го немаше основното воспитание и култура за да се дозволи да се каже такво нешто. Но еве, ако не гледа, да го поздравиме, да го правиме познат. Како да ви кажам, се тоа периоди во животот кога се соочувате со проблеми, предизвици, но од друга страна се охрабрувате, тоа ви дава поголем мотив. Мене лично тоа ми даваше поголем мотив да продолжам да го остварам тоа што јас го замислив. Така што мене ниту мојот другар кој што дискриминираше, најмалку не ми влијаеше во животот. Може би поголема сатисфакција за подобро. Од друга страна, да, поголема мотивација. Секогаш кога имаше испрашување бев подготвена, никој пат не си дозволував слаба оценка, никој пат немав единица, секогаш бев спремна, знаете, тогаш се случува и непланирано да ве прашуваат, секогаш бев подготвена, така што никогаш не покажував слабости, особено пак кон знаењето, затоа што еве нели тогаш тука бевме сите во тоа, јас него го знаев, затоа што бевме нели во тоа училиште, во тоа оделение. Но од друга страна имаше другари кои што го грдеа него затоа што тој нели не беше културен и така помина тоа време. Знаете како велат, на неспособните нападот им е секогаш најдобра одбрана. Па, може би и тоа влијае во јас останувам на тоа дека се некултурни. Па може би и така да кажеме. Да. Впрочем и денеска можеме да сретнеме такви луѓе. А некултурни сме. Меѓутоа ете чисто за сите, нели во интерес на сите наши гледачи да им покажеме дека и ромите се високо образовани и се во значајни места во оваа држава и знаат да бидат многу попаметни од сите тие кои што не напагаат до сега. Ние од секогаш сме биле, само што ете мораме да се избориме за да покажеме дека сме ние тука и ние сме подеднакви. Што е за жал, мислам, жално од една страна, но од друга страна кога постои таа мотивација, тоа што еве сега го говориме, не ве спречува ништо да стигнете до таму каде што сакате. Така. Во еден момент јас го изолирав, воопшто не комуницирав со него, така што поминало тој период, јас ја завршив целта, успеав да завршам нели средно образование. Ајде кога сме веќе уште кај средното, ајде да се навратиме на светлата страна. Се сеќавате ли на некои така повесели моменти со ваши колешки, колеги, со професори, да речам? Ние бевме големо училиште со многу паралелки и имавме, јас со мојата другарка од Забавиште, која што завршив со неа основно, понатаму бевме и во средно заедно, но бевме и во друг клас. Во различни класови, да.
Така што ние се бевме тука поддршка една за друга и за сите оние консултации, потреба од нешто повеќе, помалку, чисто да се потпрашам дали е тоа. Она беше секогаш тука за мене. И јас секако за неа, дури се уште сме во контакт. Така. Да, иако сме сега веќе нели фамилиарни. Така што јас сум и многу благодарна за целата таа поддршка што ја нудеше она. Но од друга страна, мене улеснителна околност во однос на образованието и во тој период од животот беа стипендиите кои што ги даваше Фондацијата Отворено општество Македонија. И тогаш аплициравме, добивме стипендија, па бевме една група на средношколци роми кои што меѓу првите, да речам, ги добиваат тие бенефити, односно финансиска поддршка. Имавме ментори. Тука сега тој процес, таа можност нас ни даде уште поголема, зборам за мене, ми даде поголема можност да може мојата менторка да ме запознае и малку повеќе од редовните часови. Така што имавме постојано разговори, телефонски разговори, средби и така натаму. Дури мојот татко тогаш се запозна со мојата менторка, да. Јас имав и ментор, ако добро се сеќавам, да. И тука беа отворени за соработка, затоа што они требаа да пополнуваат извештаи и така натаму. И беа супер отворени за сето тоа што во тој период се нудеше како можност и поддршка. Така што тој период од мојот живот исто така е полн со предизвици, но од друга страна, кога прва година завршив, свидетелството кога го добив и кога ги наредив сите петки, тогаш нели почнуваат и тие симпатии, љубови. Јас не сакав да ве прашам, меѓутоа ете, го почнавме разговорот. Па тоа е нормална работа. Не е во ред ако не е така. Така. И тогаш веќе јас многу отворено разговарав со моите родители. Моите родители беа толку добри во однос на постапките, принципот, начинот на насочување во однос на тој период, тој дел од мојот живот. И беа многу отворени, седнаа со мене и заедно разговаравме. Значи ние за сите периоди од животот така си седнувавме и се спремавме, разговаравме за сето тоа што следува понатаму. И рекоа дали ти си заљубена и дали ти планираш да завршиш средно така како што си ни кажала кога си се запишала. Јас реков да. Јас секако дека ќе завршам средно и нема ништо да пропуштам од образованието, така. И дека јас, да, од друга страна, нешто се јавува во мене и дека тие не осетија, не приметија, не забележа. Затоа и тој муавет беше. Така. И си кажавме отворено, да, им спомнав, им кажав за кого се работи што. За мојот татко и мојата мајка беше многу важно и исто така и тој да биде, нели, високо образован човек. Па да биде во тој период, нели, средно образование и неговите намери да бидат како мене, да заврши средно и да иде на факултет понатаму. И сега татко ми, нели, 100% си сигурна дека ти сакаш тоа, да, така ќе биде. Добро, во ред, тогаш нека помине втора година и тогаш ќе може да го запознаеме. Као ќе ти дозволам да излегуваш повеќе со него. Да. И јас така да си го потврдам тоа што си се договоривме. Втора година исто си ги задржав петките, немав помалку труд, не вложував помалку труд, напротив, си задржав нивото и успехот што го имав, за да втора година веќе бев јас и послободна и да можам веќе и покомотна во однос на мојот многу приватен и интимен живот со мојот партнер тогаш. И тој партнер тогаш е сега мој сопруг. Така. Да, така што ние сме заедно од 16 години. Се запознаваме во 2001 година во една невладина организација Англунипе, кои што лидери во тоа време беа, ако не е проблем да ги напоменам, Рамизе Саки, Пазби Медова, Ариф Пини, Нијази. Так, тие се генерации меѓу првите. Апсолутно. Ренесансата на Сеат Мемеди. Така. Тоа се луѓе кои што од една страна многу добар пример ни беа, рол модели како ги викаат сега понова. Сите тие беа многу добро воспитани, образовани, многу позитивно влијаеа на нас. Ние идевме во таа организација слободно викенди, тогаш кога нели надвор од школските обврски, така да тука се запознаваме и тука се случуваат сите
работи околу Љубовта е. неформалното, па и неформалното мое образование Да. и љубовта која што понатаму нели прераснува. Кога го спомнав неформалното образование, преку таа организација имавме многу можности, многу обуки, многу знаења кои што останатите може би го плаќа или дури го нема, за разлика од нас, кои што сето тоа можевме да го имаме во тој период. Многу неформални дружби, многу заеднички случувања кои што помогнаа многу понатаму и сите тие луѓе се сега веќе и дипломирани, имаат своји Значајни. професии. Апсолутно, апсолутно. Така што јас продолжувам понатаму, да, продолжувам, стигнуваме и до матура, моментот на славење на полнолетството, подготовките и така натаму и тогаш веќе следеше оној момент кога треба да ја славиме матурата. И нормално, мојот дечко се појавува, ќе ме носи до таму и татко ми во рете, не е проблем, си заслужила, си направила како што си Се рекла. запознават со родителите. Така е, да, се запознаваат. Се сеќаваш ли на тој момент како изгледаше и воопшто какви ти беа чувствата прв пат Па твој знаете дечко како, со... многу е важно да... Јас не сакам да ги изневерам моите. Јас останувам на тоа и многу е убаво кога покажувате дека тоа што сте им го кажале го исполнувате, а од друга страна и они се среќни. Среќни на вашата среќа. Така е. Така да тој момент беше и за мене малку предизвик и така малку неудобен, како ќе биде, што ќе биде. Иако ние се подготвувавме предходно, знаеш, сега со моите и сето тоа, но од друга страна мојот партнер беше толку културен и супер, така што немаше никакви утки. И запознавањето беше прилично супер, одлично. Му се бенди со зетот на таткото ти. Поминав сите критериуми. Во крајен случај тоа е тоа. Да. Завршувате средно образование, доаѓате до ситуација да се запишувате во високото образование. Така. Како се одлучувате? Зошто на тој факултет? Каде се запишувате? Јас, како што ви кажав, значи средното со петки морав да го остварам и како полесно да ми биде за запишување на факултет. Сега дефинитивно не ме влечеше економија, економски. Сакав општествени науки. Тука многу мојот татко ми помогна во однос на насоката, што да биде тоа, дали психологија, социологија, социјална работа. И на крајот испадна социјална работа, затоа што јас додека учев средно образование, јас волонтирав. Така. Може би тој и влијаеше? Апсолутно. Благодарение на Елвис Али, кој што во тој период беше во Фондација Отворено општество Македонија во програмата за образование. Така. Ете еден поздрави до него. Апсолутно, да. Тогаш така спонтано го прашав дали може да доаѓам да волонтирам и тој ми рече да. Јас почнав тогаш да одам во фондација и да волонтирам. И сето тој комфорт, сите тие можности што тогаш ми се нудеа, мене од друга страна ми помогнаа, ми олеснија во одлуката за и факултетот, и тоа што сакам јас да правам многу полесно да го одлучам. Така што запишувам социјална работа и социјална политика. Тој институт беше многу близок, соработуваше, затоа што сите професори од таму беа многу блиски со невладиниот сектор и со заедницата, затоа што веќе ја познаваа, соработуваа со заедницата, беа вклучени во секакви проекти, активности и така натаму, и беа многу отворени. Јас одев, прашував, разговарав, што е тоа што можам да го добијам, дали мене тоа ќе ми користи еден ден или не, така што одлуката беше таа. Продолжив на социјална работа, социјална политика и студиите релативно, па дури одлични беа. Кога сме веќе на факултет, ете повторно предизвик за вас. Нова средина повторно, нови луѓе, сега не од Скопје, туку од цела Македонија. Да, таму имаше, навистина. Различни карактери на луѓе. Имаше ли некој како што го имавте во средното образование? Да. Имаше ли некој таков или некоја таква, па дури и професор да речеме? Па да ви кажам искрено не, вака сега можеби имаше, не го приметував тоа така, не го забележував. Но од друга страна нешто директно конкретно кон мене немаше.
и немав никаков проблем. Иако тука во амфитеатарот кога ќе се наредавме 200 студенти, мислам тоа беше преполно. И бевме борба кој јас дури се чудев колку многу луѓе, колку многу студенти има на тој институт. Но од друга страна завршивме во генерацијата на таа година кога јас завршив 50-тина. И знаете како се филтрираат работите, некако секој по своја партека, некој се предомислува, некој пишува квадрат. Во тоа време и КУП постоеше, стара програма беше, сега е нели кредит трансфер систем. Јас не запишав никогаш квадрат. Година за година ги полагав испитите, успевав и на колоквиуми да полагам испити, тоест колоквиум да положам за да не морам да идам на испит, така што немав никаков проблем. Да, воопшто, и сето тоа ми беше дури, како да ви кажам, можност за тоа што јас сакам да го направам, лесно да го завршам. Имавме пракса во тој период, после втора година во општина Везибава, релативно голема општина, која што има исто така различни етникуми. И тука имавме можност како социјални работници да го практикуваме сето тоа што го знаевме. И сега таа желба што ја имав јас во тој период да правам плюс од тоа што нели го имавме како настава, како пракса, секогаш давав повеќе за да можам да добијам како фидбек, како искуство, како знаење, плюс освен од тоа што нели се нудеше. Јас работата паралелно ја работев, понатаму во 2008 година и официјално се вработив во фондација. Така што сета таа волонтерска работа понатаму во невладиниот сектор, во формалното образование како искуство што го добивав. Сега еве ми текнува и работев нели во центарот на Роми на град Скопје кај госпоѓа Азбија Мемедова, да, во центарот за деца на улица во Шуто Ризари. Сето тоа ми беше од голема помош, важност. И сега сите, како да ви кажам, се што имав можност да добијам како знаење, го искористував. Јас се тоа и на студентите, ве прекинувам, кога бев во оној дел во високо образование, при работата, секогаш кажував, јас сум сега од оваа страна, утре ќе бидам, кога ќе дипломирате, можеби јас на вашата, вие од оваа страна на мојата. Морате да ги искористите можностите што ви се нудат сега. Нема да биде вечно ништо, приоритетите нема да бидат исти. Ние бевме приоритет и во агендата на нашата држава, во агендата на Европа и така натаму. Сега приоритетите се други, така што и тогаш на сите им кажував, искористете тоа што се нуди, вечно нема да биде. Јас сум благодарна што голем дел од студентите, кои што јас тоа тогаш им го кажував, го искористија на вистина како можност и сега се доктори, економисти, правници, мислам, тоа е голема плејада на луѓе, интелектуалци, кои што еве, можеби ќе бидат и ваши гости во текот на вашиот серијал. Секако, ние претендираме на такви луѓе. И беа некои, да. И беа некои. Сега, ајде да се навратиме, го спомнавме Сорос, вие во тоа време на доста наши ромчиња и еве веќе нели малку и напомнавте, им помагавте. Имаше ли проблем да им се помогне и да им се даде во тоа време стипендии и на роми средношколци и на роми со високо образование? Фондацијата нудеше можности. Нели личност која што нели сето тоа одеше преку вас. Предпоставувам имавте и позитивни мислења од народот, и негативни. Да. Имаше какви се немуавете и тоа за жалост заедницата од луѓето на кои што нели им се нуди таа можност, но од друга страна, знаете како кога се работите работата честно и одговорно пред се, тогаш не се плашите од ништо. И од сите озборувања и сите дофрлувања од страна и како и да е. Секогаш ќе има некој што ќе зборува од страна, но нека напротив, не ве обезхрабрува. Тоа е моето мото, дека секогаш треба да се оди напред и да се цели кон тоа што е ваша цел, да се оствари. Во тој период фондација нудеше многу големи можности во сите нивоа на образование низ целата територија на државата, така што стипендиите беа од голема важност за сите роми во земјава, вклучувајќи ги невладиниот сектор, вклучувајќи ги индивидуалците активисти, заедницата и така натаму, сите успева да бидат вклучени
преку невладиниот сектор во сите бенефити кои што се нудеа во тој период. Студентите, мислам дека во тој период голем дел, особено тие што требаше да завршуваат матура, да запишуваат факултет. Јас, еве, и сега, еве, од оваа гледна точка, не 100% знаат сите што сакаат, но еве, тие што, еве, да речеме, не знаат што сакаат, тука беше малку поголема работата од аспект на охрабрување, мотивирање, зборување со студентите, идните студенти дека факултетот е голема обврска и голема одговорност. И дека тоа не треба да се гледа како, знаете, денес ќе одам, утре нема да одам, денес ќе учам, утре не, некои кампански уче и така натаму. Но, битно е да знаете дека тоа го сакате да го правите. И дека стипендијата не треба да ја земете, затоа што е стипендија се пари, а да го запоставите факултетот. Јас секогаш зборував, ако сакаш да добиеш стипендија, а не кеш да запишеш, да учиш, да го завршиш факултетот, која е поентата? Која е поентата? Јас нема да не го вреднувам воопшто твоето мотивационо писмо каде што велиш дека јас сакам да бидам правник, јас сакам да бидам доктор и да ги лечам луѓето. Како? Ако вие нели сакате стипендијата да ја имате. Како ги селектиравте студентите, средношколците по стипендија? Имавме, ние имавме нели програмата, централата беше во Будимпешта, Ромскиот образовен фонд во тоа време действуваше во Будимпешта, покриваше 16 земји низ Европа, значи интернационална програма беше и вклучуваше голем број на кандидати. И ние бевме, не можев јас да одлучувам секако, не ни смеев тоа да го правам. Имаше комисија која што ги читаше апликациите, сите тие мотивациони писма и ги проценуваше кандидатите на писмено, како они се изразуваат, како они го кажуваат тоа што го планираат и понатаму имаше интервјуа. Лична средба кога ќе може сето тоа што го пишале, сето тоа што го кажале таму да го објаснат лично. Така. Имаше кандидати кои што препишуваа, имаше кандидати кои што беа амбициозни, кои што сакаа, тежнеа, едноставно го правеа тоа што го сакаа, има цел, за разлика од други кои што забушаваа и не успеваа да завршуваат. Како се справувавте со тие, ајде да ги кажеме, забушанти што беа? Дали им дававте понатаму стипендија или? Најчесто кога имаше проблеми, немаше исплата на стипендија од тие причини, родителите се јавуваа, јас тогаш и релативно помлада, нели, скоро и како нивните деца да не баре, се соочував со различни ситуации и проблеми. Па тука имаше прво мајката ќе проба да ублажи ситуација, да се јави, да дојде лично да се сретнеме, па знаете, ние сме наши, па дајте да видиме што можеме да направиме. Тој пристап на заобиколување на работите, искрено мене не ми се допаѓа. И јас секогаш бев отворена за разговор, јас никогаш не одбивав, дури и студентите ги охрабрував. Се што вие мислите дека треба да кажете, а не соодветствува со вашите размислувања, ставови, слободно пишете го, има официјални мејлови, пишете го вашиот став. Сето тоа ќе биде пренесено. Ние не за џабе се состанувавме еднаш годишно, минимум за да го да ги разгледаме сите предизвици и проблеми со кои се соочуваше програмата не само во Македонија, зборам на интернационално ниво, сите земји, сите координатори кои што работеа и действуваа во тој период. Така што јас и тогаш им кажував. Сега имавме момент кога не знаевме да пишуваме мејлови, не знаевме да отвараме адреси кои што ќе бидат со име презиме, например. Туку имаше со синоними, со символи, со знаци некои интересни, па некои зборчиња кои што не беа баш така културни. И тука јас имав голема желба да го променам тоа и да помогнам како да ние од Македонија, ромите, се покажеме дека тоа можеме и поинаку да го направиме, затоа што членовите на комисијата, иако беа од Македонија, роми, професори и така натаму, јас сакав тоа да изгледа убаво. И да изгледа дека се тоа сепак студенти и едни интелектуалци. Јас им помагав на вистина. Им кажував, кога ќе пишувате, внимавајте, има правила, не одскокнувајте. Некој ги измислил затоа што така треба да биде, не заради тоа што сега ние ќе следиме слепо правила. Не, од друга страна треба да изгледа тоа убаво. И од
Денес сте студенти, утре ќе бидете нешто друго, па ќе треба да се обратите кај некого, па едно основно писмо треба да пишувате, да знаете како да го пишете тоа. И тука бев многу отворена за помош, за соработка. Јас сакав да бидам и пријателка со нив, затоа што некои од нив ми беа и врсници, дури и повозрасни од мене беа, така што не гледав воопшто никако конкуренција кон нив, ниту како проблем, ниту, мислам, завист и такви работи. Напротив, јас секогаш бев отворена за секаква помош, иако во одредени ситуации имав и закани, да, имав и закани по телефон, мислам, такви некои муабети, некултурни, недолични. Се справувавте ли со тие закани? Секако се справував. Ајде да не збориме за тоа, затоа што сакам да навистина оваа емисија да биде малку поведра. Јас сакав да биде тоа решено, да биде јасно и не оставав да биде заташкано, напротив. Така. Седнувавме, разговаравме и се менуваше после тоа одлуката, ставот, незадоволството и после тоа функциониравме како треба. Така што тоа е мојот успех. Знаете како мене јас се гордеам со тоа да го решиме проблемот. Јас не сакам кога има проблем да оставаме за утре. Не, проблемот се решава. Значи штом сме луѓе ќе седнеме, ќе разговараме и ќе завршиме. Ако треба, нели, ќе повишиме тон, но во ситуации кога требаме да се објасниме, ќе се објасниме. Ајсела, вие работите во Сорос фондацијата како единствена ромка која што во тоа време, ајде да не кажам дека беше многу значителна улогата, меѓутоа беше многу завидлива за нашите роми. Девојче ромско работи во фондацијата Сорос. Се гордеевте ли вие во тоа време со тоа како ве гледаат ромите од надвор? Интересно е тоа што вие сега ми го кажувате. Јас дури тоа така и не го гледав. Не ни бев свесна дека може би е така. Од друга страна, јас гледав да биде тоа одговорно, затоа што јас одговарав за тоа што го работев. Имав над мене луѓе кои што го надгледуваа сето тоа што го работев. Имав голема одговорност. Јас не смеев да дозволам да има некакви проблеми не само во Македонија, туку и во Будимпешта каде што беше нели и централата. Не смеевме да се дозволиме да има никакви проблеми и пропусти. Така што ви благодарам ако тоа така. Тоа не е моје мислење, тоа е мислење на народот. Заедницата, така, на заедницата. Не знам како да го кажам тоа, но од друга страна, да. Јас пак ја кажам, јас по природа и сум скромна. Така. Сакам да се заврши тоа што треба да се што е планирано, без многу фалење. Има луѓе кои што ќе кажат благодарам, доволно е тоа. Нема потреба нели од експонирање, од премногу форсирање и такви работи. Ајде да навлеземе малку и околу вашето работно место. Каде сега е села работа? Во моментов не можам да споделувам детали, да, затоа што јас завршив со мојата работа во фондација. Паралелно додека бев во фондација, значи го работевме и проектот на Европска унија, проектот за стипендии за основци, така што фокусот од високо образование отиде во средно образование, каде што работевме со деца роми од прво до трето оделение, со невладините организации, имавме партнерски организации кои што помагаа на заедницата. И сето тоа заврши до неодамна, кога веќе фондацијата сега веќе се трансформира и има промени и промени во приоритетите. Како што кажав, нема нели вечно да бидат приоритети ромите, сега веќе има други приоритети фондација, така што тоа што сега во моментот јас го планирам и го стварувам во меѓувреме, не дозволува да го споделувам нели за. Секако се надеваме дека тоа сепак ќе биде некое високо и задоволнително ниво. Во преговори, во најава е, така што ајде да оставиме за следна прилика. Секако. Нема да биде за прв пат гостувањето ваше во нашата емисија. Сакав да ве прашам малку околу приватниот живот. Ајде. Покрај сите врски што Ајсела ги има и ги кажавте сега, нели, на нашите гледачи, вие сте и добра домакинка, предпоставувам, дом. Кажете сите работи околу домот, да. Кажете ми прво, дали сте сами во семејството, дали живеете со вашите нели родители, некои од родителите, малку околу тоа, па чисто ето, каде живеете, во кој дел на Скопје? Ние решивме заедно со мојот партнер тогаш Дечко
од втора година средно, значи од наши 16 години, да завршиме средно, да се запишеме на факултет, ако имаме амбиции за понатаму, да ги следиме амбициите и да не се откажуваме од тоа што сакаме да го правиме. И двајцата решаваме дека треба да запишеме постдипломски студии, но во меѓувреме дека треба нешто да правиме и со нас. Така. Затоа што нели во тоа време завршивме факултет, веќе бевме доволно возрастни за да можеме да почнеме заедно да живееме. Повторно се договараме јас и тој дали да биде тоа нешто формално или неформално и како да им го кажеме на нашите родители, затоа што сепак сме ние, нели, потекнуваме од заедница која што лесно е озборувана, оговарана и така натаму. А и од друга страна, како и да, мислам, знаете, што и да се направи, секогаш ќе има некој што ќе каже нешто, но од друга страна ние решаваме, разговараме со нашите родители дека ние ќе почнуваме нешто повеќе од тоа што до тогаш ни беше како врска. Решаваме, се одлучуваме, се собираме на заедничка вечера, моите неговите седнуваат заедно и се договараат дека ние веќе од утре ќе живееме заедно. Така. И така и се случува. Не правите класична свадба како нели овие нашиве роми. Зошто? Не, затоа што јас не сакав да имам свадба таква, класична. Срđan се согласи, еве веќе го спомна. Да, во ред. Да. Он се согласи на тоа и знаете како сега имавме проблеми со нашите родители. Како дома сето тоа нели ќе се каже, но од друга страна успеавме да го оствариме тоа што ние сакаме. Рековме дека свадба класична нема да има и тоа што ние ќе го правиме ќе биде во наш формат како што ние сакаме да го правиме. И тоа е еден пример, да ви кажам искрено. Па мислам дека сме од ретките, не сум сигурна, но секој има право да прави како сака. Сега. Ние мислевме дека така треба да биде. Јас се уште сум сигурна дека не направив лошо, напротив. Добар потек. Да. И решаваме, значи, тоа да биде во форма на официјална регистрација, која што нели е законска, законита, и ние сакавме да го практикуваме тој дел од законот и решаваме да се формализираме, односно да склучиме брак. И потоа со многу блиски, најинтимен круг на пријатели и роднини, да се собереме на ручек, и тој ручек прераснува и во вечера, така што заглавуваме цел ден. Ние во меѓувреме ги теравме и нашите постдипломски студии. Така што јас, ако не се лажам, како беше тоа, во меѓувреме додека ние се регистрираме, ја го спремам магистарскиот труд. Така. И бев ангажирана околу сето тоа. И целиот тој предизвик, целиот тој момент решаваме да го поминеме најмирно, најнормално. Да, така што паралелно ги правевме работите и успеавме сето тоа да го поминеме нормално. Понатаму многу кратко живееме во заедница, многу кратко, со тоа што сепак сме ние различни карактери, различни генерации во прашање и решаваме да живееме сами, со тоа што остануваме ние во контакт, комуникација со сите наши нели возрастни, кои што сепак ни се од голема важност и значење. Така што тргнуваме заедно, живееме сами, тука сме во центарот на градот. Сега веќе со едно дете, кој што има 9 години. Не го спомнавме него, за жал. Ете, поздрав до Вели. Да, Велија е веќе трето оделение, 9 години има и е многу вреден, исполнителен. И јас сум горда на него. Како мајка за сега, до сега, он е одличен ученик, многу исполнителен, емотивна мајка. Така? Но од друга страна, силен како татко му за одредени работи кои што сака да ги направи во животот. Каде го посетува основното образование? Велија учи во Гоце Делчев, Старо Ленин. Таму е во школа и е супер за сега. Одлично. Исто и она председател беше до неодамна председател, да, во оделение. Сака да биде вклучен во сите активности, посетува повеќе спортови, сака да црта, обожава да црта, тоа по гените на татко му. Јас, например, не сакам многу да цртам, не ме бидува многу, али Велија сака. Црта, сака да пишува, спортот му е приоритет, така што тој е така сеопфатен, сака повеќе. Спортот е на дедо му.
Па добро, Предпоставувам. да, има гени кои што ги наследуваат неговиот Знам дедо. дека Каратето е каратето, спорт кој што неговиот дедо нели го изучувал, го практицирал, Така. имал нели школа за карате, така што и велија постапките на дедото го практикува Не за каратето. џабе името му го носи, така. Да. Па добро, да, тој е негов и нели Така. по име наследник, а од друга страна сака и да пее, талентиран по музиката, На другиот дедо. Тој си балансира, да, Так. со сите се балансира, така да он е одличен. За сега ви кажувам, иако сега нели следуваат периоди кога треба и ние, тоест како моите родители, кога Треба да го насочувате. седнува, насочува и разговара, ние постојано отворено разговараме, помагаме колку можеме, така да се надевам дека даваме максимум од нас и дека сето тоа ќе биде многу добро насочено за понатаму, тој да нема никакви проблеми. Вие сте со секојдневни обврски, останува велија сам, дали некој доаѓа да го чува, да се грижи? Вели одеше во градинка, јас додека бев на работа, додека тој беше помал, одеше во градинка, значи многу рано тргна во градинка. Мојата мајка го чуваше, велија, додека се адаптиравме до процесот на претргнување на градинка, но понатаму решивме дека сепак најдобро за нас е да и за него ќе биде најдобро да тргне во градинка. Посетуваше градинка 13 ноември, Так. Срнички, објект Јасмин, групата Срнички се викаше, да. Так. Јасмин, тука одеше во градинка, беше многу вредно. Ете, Културно му посакуваме многу успеси, да биде, нели, ако ништо друго, малку погоре од мама и тато. Па видете сега, нели, како викаат, родителите се гордеат ако децата бидат нешто повеќе од нив, така да Така. секако и ние ќе се гордееме Секако. ако велија успее да биде повеќе од нас. Секако. И ќе го поддржуваме. А и села, знаеш ли да направиш некоја пита? Јас пита не знам да правам, знам со готови кори да правам, Така. баклава правам, Баклава. пита правам, да, со готови кори, ама знам да готвам убаво, знам да... Што најмногу сакаш да готвиш? Јас знам да ги готвам сите јадења, особено ние нашите традиционални турлитава, Така. полнети пиперки, сармички, мислам, сето тоа што се готви, го готвиме и ние, мислам, сакам да готвам, да. Која кујња највеќе ти се допаѓа од светските? Јас сакам од се да пробувам, ние и дома се погодивме со зачините, сакаме да експериментираме и да вкусуваме различно. Јас, например, сакам и морска храна, за разлика од мојот сопруг кој што повеќе обожава, да речеме, тестенини, италијанска Така, кујна, да речеме. Јас сакам и онаа што е така по риба, едноставно, морска храна и Така. слично, ама не дека тоа ни е умилено, па секој ден тоа го јадеме, напротив, пробуваме да се храниме здраво, иако овој начин на живот и темпото кој што го живееме, понекогаш налага и брза храна да се Така. приготвува, да, но гледаме заради здравието и нели нашето дете да биде тоа колку што е можно поздраво, односно дома приготвена храна. Велија ги обожава сите наши јадења, така што тој јаде се, иако сака и месо да јаде, ама балансираме, така што спортот тука балансира од друга страна. И одлично, мислам, се снаоѓаме. Сопруго знае некој пат нешто да готви да изненади. Тоа се викенди најчесто, Така. кога он се покажува во кујната, но големиот дел од обврските за храната се мои. Јас не сакам да ми растура во кујна. Така? Не сакам да ми растура во кујна, да. Дали му дозволувате да ви помогне околу станот, да речем, нели, понекогаш се случува да усисава или Да, некој ги сад делиме, да ги делиме испери? колку можеме, значи ги делиме обврските затоа што кај него се случува заради неговата работа не можеме многу да планираме, кај нас и одморите се 5 за 12 планирани. Еве јас секоја чест на луѓето што си планираат 6 месеци година дена пред Така. одмори. Ние кај нас се 5 за 12 затоа што неговата работа не дозволува да биде тоа така планирано на подолго рок. Се договараме сега и правиме тоа што го договараме. Мислам дека тука ја исцрпуваме и темата на нашиот разговор. Ете поштовни гледачи, да го завршиме разговорот и да откријаме една тајна. Денеска ми беше една драга моја мила внука пред се во оваа емисија, а потоа еден академски граѓанин во ова општество, Ајсела Мемет ке кажам, затоа што таа беше претходно Мемет, а сега е Амет.
Ми беше навистина големо задоволство да ми бидеш гостинка. Се надевам дека и понатаму ќе успееш во животот на многу подолги патеки и вие, и вашиот сопруг, и вашето семејство ќе бидете пример за останатите од ромската заедница, а се разбира и зошто да не и за сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам многу на можноста, ви благодарам на честа, на сето тоа што вие го понудивте денес, така што ви посакувам многу голем успех понатаму и мене ми беше предизвик да имам интервју со вас. Благодарам. Особено за приватни прашања да разговараме, да. Благодарам. Поштовани гледачи, тука ја завршуваме денешната емисија. Ви благодарам на вашето внимание. Поздрав!